јули има повеќе празници, православни празници. Иванден е еден од поголемите празници. Македонската православна црква му посветува внимание, го означува со посебна литургија. Има и песни кои што се пеат специфични за Иванден. Ајде да го објасниме денот, како се празнува? Значи, Иванден е еден од поголемите празници христијански, православни. Осветен е на раѓањето на Свети Јован Крстител. Тоа е еден од трите големи празници поврзани со името на Свети Јован. Значи, само Исус, Богородица и Свети Јован имаат повеќе празници. Свети Јован има и други помали празници, наоѓање на главата и така натаму, пренесување, меѓутоа раѓањето, упокојувањето на 11 септември и крштевањето на Исус на водици се трите големи празници. Овој празник е во летниот период и има тие карактеристики на летните празници. Најмногу е поврзан со билките и потоа е близок со Ѓурѓовден. Значи има некои слични обичаи и песни како ѓурѓовденските. Во овој период на годината, особено го празнувале билкарите Иванден, бидејќи тогаш набраните билки се сметало дека има некоја магиска моќ и дека служат за лекување. Исто и трговците береле некои билки па ги ставале на вратите на трговските дуќани, верувајќи дека ќе им донесат повеќе муштери. Имало некое растение што го викале на валиче, го ставале на клучките од вратите со верување дека ќе навалуваат муштериите на нивните дуќани. Тогаш се берело и папрат, се спиело на папрат и така натаму, но сето тоа е поврзано со верувањето во магиската моќ, во лековитата моќ на билките. Се уште се задржани овие билки? Па веќе не се задржани. Тие билки што се лековити се употребуваат за чаеви веќе, но треба да се знае дека во минатото, во отсуство на современа медицина, да речеме, луѓето преку билките се лекувале и дека многу билки биле во постојана употреба, па така и тие верувања со билките. Исто така и многу обичаи, познат е обичајот тајане, кој што се, дури Цепенков го има запишано во известна степен, бил присутен во Битола, Крушево и други градови, но детален опис на иванденски обичај, правење на кукла Иванка и изведување на тие обичаи направил Ѓорѓе Киселинов за обичаите во Ресен. Значи имало многу богати обичаи, се правело кукла Иванка со цветиња, со камилица и други билки. Се носела куклата низ градот, се собирале подароци од страна на девојчињата, момчињата, потоа се правела заедничка гозба и така натаму. Се пееле песни на деца? Се пееле песни, да, исто така. Има интересни песни Иван девојко и се пеело, особено имаме записи од делот на Македонија во Албанија, во Мала Преспа. Стерио Спасе има запишано многу убава песна Иван планино, така натаму. Значи, овај празник бил живо присутен во нашиот народ и со многу обичаи, песни и верувања се празнува. Распространете низ целата држава Иванден? Низ целата територија на етничка Македонија, значи во сите краишта овај празник имал свое место. Како што спомена професорот Марко Китески, меѓу поголемите летни празници што македонскиот народ ги празнува со многу обичаи и верувања спаѓа и празникот во народот познат под името Иванден, всушност празник посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител.
Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, како што објасни, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањето во нивната магиска моќ. Верувањето пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало 3 пати е поврзано со тоа што Иванден се паѓа во најтоплиот период од годината. Во младоста, Јован го сакал животот во пустината. Живеел во некоја пустина во долниот тек на реката Јордан, се облекувал со ткаенини од влакна од камила, а се хранел со скакулци и мед од диви пчели и со корења од билки. Кога наполнил 30 години, по Божја волја ја напуштил пустината и се вратил меѓу еврејскиот народ.